second. It seems another player is coming to Solveig's rescue. It's Novak Djokovic. Now this is truly unbelievable. Now the referee will give his verdict. It's in! Game is on again. Почитувани, добар ден и добро дојдовте во уште едно отворено студио по повод Вимблдон 2019. Сабота, 12-ти надпреварувачки ден и во фокусот е финалето кај женскиот дел од турнирот Симона Халеп против Серена Вилијамс денеска од 15 часот. Но генерално, како и што стартувавме од 1 јули со ова отворено студио, даваме осврт и анализа на она што претходно се случуваше или изминатиот надпреварувачки ден, а вчера во фокусот беа полуфиналните надпревари кај машкиот дел од турнирот. Новак Ѓоковиќ успеа заедно со Роџер Федерер да обезбедат финална пресметка која на програмата на Вимблдон во 1:1 ТВ ќе биде веќе утре. А денеска ќе имаме можност уште еднаш да разговараме и да дадеме анализа и осврт на она што вчера се случуваше и она што допрва денеска не очекува со Димитар Лабудовиќ, селектор на женската тениска репрезентација, личен тренер на нашата најдобра тенисерка Лина Ѓорчевска. Добре дојде повторно за Лабудовиќ. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Верувам дека веќе се чувствувате како дома во отворено студио. Па да, веќе трет пат веќе како сум тука и навистина ми е пријатно веќе да доаѓам и се надевам дека и понатаму во иднина ќе имаме вакви слични дружби за некои други турнири. Така, веруваме дека ние како 1 ТВ нема да застанеме тука, иако ова ни е прв ваков сериозен проект кога се работи за големи тениски турнири воопшто и спортот. Како и да е, на стартот имавме дружење со вас, имавме и дадени некои предвидувања, очекувања. Колку Лабудовиќ генерално е задоволен со она што на почетокот имаше можност да го даде како една анализа и очекување од овој трет Гранд Слем турнир сезона во Вимблдон? Еве кај дамите да почнеме, бидејќи сигурно повеќе ги следите изминатиот период како селектор на нашата женска. Првиот ден како што најавив кога бев ваш гостин, женскиот турнир за мене беше поинтересен, подинамичен, се случува повеќе изненадувања, ајде да ги кажеме. Така, уште првиот ден паметам колку беше возбудлив. Да. Не се знаеше буквално кој би можел да дојде до крајот до овој меч денеска од 2 часот по локално време или 3 по македонско време на централен терен да го игра финалето. За разлика од женскиот дел, пак во машкиот турнир уште тогаш рековме дека тие 3 четвртини се знаат кои ќе отидат до крајот. Значи Роџер, Рафа и Ѓоковиќ отидоа до крај, она последна четвртина кај што ниеден од нив не беше, ја исплива до крајот. Баутиста, Гут и видовме кои беа резултатите вчера и едно фантастично финале се очекува. Веруваше дека од сите тие Гут ќе биде меѓу оваа тројка голема на Гут е не класичен шпанец, ајде да го кажеме, бидејќи одигра солидно на сите подлоги. Значи не е она земјената подлога да му е омилена. Неговиот стил на игра баш е повеќе адаптиран на овие побрзи подлоги. Искрено не очекував од таа четвртина да исплива он во овој дел, бидејќи таму како носител беше Кевин Андерсон, кој знаеме изгуби малце порано. Меѓутоа, неговата борбеност, неговата желба да одигра добар турнир, меч по меч, без никаква, ајде да кажеме, на медиумска покриеност, бидејќи никој не го ставаше ни близу до фаворитите, а он исплива и одигра одличен турнир, стигна до полуфиналето. Така, кај дамите имавме уште на стартот изненадување откако беше елиминирана втората носителка Наоми Осака, која важеше пред
еден месец, мислам, беше и на врвот на ВТА, па дојде до смена од Ешли Барти. Потоа и Ешли Барти рано ја заврши приказната чинам во третата рунда. Турнирот остана и без Каролина Плишкова. Тие трите нисерки верувавме и уште на почетокот предвидувавме дека ќе може да дојдат до овие финални битки. Која беше, мислиш, причината што овие носителки, фаворитки завршија многу порано од очекувано? За мене најголемо изненадување беше Плишкова. Бидејќи моето размислување беше дека она ќе биде од долната половина, како што се само кога излезе жребот во петокот пред почеток на турнирот, одма реков Плишкова ќе биде таа што ќе биде во финалето, меѓутоа се случи Каролина Мучова, еден тежок меч, две чехињи, сличен стил на игра, мотивацијата и пресуди, предпоставувам, без притисок играше Мучова, го доби тој меч и искрено тоа е за мене едно од поголемите изненадувања. Осака уште првиот ден реков дека Путинцева играч која доби една недела пред тоа исто така на тревната подлога, додека Барти е прв пат во оваа ситуација, прв пат да биде топ фаворит, прва на ранг листа и мислам дека не се снајде доволно добро во таа улога. Можеби притисокот одигра еден дел од работата, да кажеме. Риске одигра фантастичен меч. Видовме наредниот меч против Серена дека исто така можеше да ја добие и Серена еден од двата сета што ги изгуби токму против Риске, меѓутоа искрено не очекував ни Серена дека ќе стигне, знаејќи како игра, во каква позиција, дека скоро беше мајка, сега се породи, така да... Ќе кажам посебен белег или печат на овој турнир остави американската сензација Кори Гоф, која успеа дури 3 рунди да помине и да се најде во осмина финалето. Историја на Вимблдон стана една од 4 најмлади тенисерки во светот, кои впрочем со само 15 години успеа да се најдат во осмина финалето на овој престижен Гранд Слем турнир. Колку за Лабудович ова беше изненадување или на почетокот, мислам, кога ја победи Венус Вилијамс и предвидувавме дека ова можеби е некоја американска пресметка, можеби нешто и очекувано, можеби и не, но потоа следуваше чинам Рибарикова, па Херцог и во четвртата рунда токму од финалистката Халеп загуби. Веруваше дека може Кори Гоф да дојде дури до осмина финалето? Искрено не. Бидејќи, ајде, како што кажавте, две американки во прво коло, сите сега да не навлагаме во оние теории на заговор. Така, имаше многу се пишува за тоа. Така да подобро да ги оставиме тие работи на страна. Рибарикова играч кој што не е моментално во добра форма, меѓутоа знае да одигра на трева. Искрено ми изненади победата против Херцог. Херцог имаше сет 5-2 и сервис, имаше и меч топка. Го изгуби тој сет и после колата тргна низбрдо, што би рекле по старите, и тој меч отиде во корис на Гоф. Бидеј после во четвртото коло доаѓа Халеп. Халеп е една сега за сега неколку класи подобар играч од неа, искуство многу поголемо, Гранд Слем шампион. Ова е за Гоф, за нејзините години е фантастичен турнир. Сега ќе видиме колку она ќе се надополни, ајде да кажеме, да кажеме еден ваков турнир. Да, сега почнува таа американска турнеја што се турнири пред US Open, каде што има многу добри турнири, има 2 премиор мандатори турнири. Ќе видиме како ќе се снајде таму, како ќе одигра на US Open. Претпоставувам дека после се што се случи на Вимблдон ќе добие вајлд карта за главниот турнир од организаторот и ќе видиме како понатаму ќе тече нејзината кариера. Се случувало и порано, ќе се случува и во иднина да вакви играчи да пробие некој на 15, 16, 17 години, меѓутоа ќе видиме тоа колку ќе трае.
и дали ќе се надоврзе на овој добри резултати на американскиот бетон што го викаат на хардкорт на турнирите што следуваат, и искрено ќе ја пратиме, ќе ја видиме што понатаму може да се случи со Така, неа. ме интересира, бидејќи се работи за тенисирка со само 15 години, генерално работиме и тука во Скопје, работиш со од 7-8 годишна возраст па понатаму. Каква е таа ментална стабилност кај една тенисирка со само 15 години, кога успева еден ваков успех да направи? Дали веќе во наредните предизвици се чувствува повеќе, има поголема самодоверба, или сето тоа па може да и донесе може негативна насока, и ако се носи според она што успеавме да го видиме, па може да и донесе некоја негативна страна во животот? Токму така. Може би прерано и се случува сето. Да, ќе видиме сега. Тоа се случи буквално овие 10 дена за незе биле сон, бајка. Сега треба да се разбуди од сето тоа и да видиме што ќе се случи понатаму. Како ќе се носи со сето тоа. Патрик Муратоглу, кој е нејзин, ајде да кажеме, ментор и сегашен тренер на Серена Вилијамс, јас на неколку негови изјави уште од претходно она стана и Гренслем шампион во јуниорска конкуренција минатата година, дека она знаела што сака и како ќе се одвива нејзината кариера уште на 10, 11, 12 години, значи тоа било пред 4-5 години. Ќе видиме како ќе се носи со тој притисок. Еден голем пример за тоа дека притисокот, ајде да кажеме условно слава, негативно може да влие Наоми Осака. Она одигра фантастични 4-5 месеци, US Open, Австралија Open освоени, се разидоа со нејзиниот тренер Саша Вајн и одеднашка сите тие, ајде да кажеме, рефлектори свртени кон нејзе, можеби негативно влијат, и сега нејзините резултати се далеку под очекувањата на еден играч кој што се стреми да биде повеќе кратен Гренслем шампион, така, да се врати на првото место. Значи тоа истото ќе видиме и со Гоф. Сигурно сега, ајде да кажеме, она е млада и сите тие Инстаграм и Твитер профили имаат сигурно илјадници повеќе луѓе кои следат на сите социјални мрежи, и ќе видиме како сето тоа ќе влие врз нејзиниот прво приватен живот, после професионален. Тоа беше поентата, колку значи и позадината околу таа тенисерка, оној тим кој работи позади неа, да ја одржи впрочем на моменталната стабилност и да и докаже впрочем дека уште ништо не направила. Токму така, еден резултат не прави голем играч. Се надевам дека сите оние луѓе што се почнувајќи од Муратоглу, нејзините родители, дека ќе бидат оние што онако проба да се, што се вика, да се крене во воздух, дека ќе ја спуштат на земја, бидејќи тенисот е таква игра каде што на неколку мечеви одиграш лошо, може да ти падне самодовербата и после влегуваш во еден куп проблеми за кои што треба да се решат, а она е многу млада, и искрено се надевам дека ќе се избори со тоа и дека му треба и на светскиот тенис, поготово на женскиот тенис, некоја помлад играч кој што ќе проба да се носи полека. Се уште е млада, 15 години, се уште е рано, видовме против Халеп, буквално изгледаше како јуниор, и што уште е, фактички, он е се уште јуниор, меѓутоа за да почне да ги победува овие навистина топ играчи, ќе треба уште многу да работи. Така, едно е сигурно, ова млада тенисерка ги освои симпатиите на овогодинешниот Вимблдон, па до некаде и ги засени сите останати тенисерки учеснички на третиот Гренслем турнир сезонава. Одиме сега со она што впрочем денеска не очекува на Вимблдон, за оние работи кои вие како љубители на тенисот и оние наши подржувачи кои редовно не следевте овие 12-13 дена, не смеете да пропуштите денеска на Вимблдон, низ прилогот на колегата Огнен Дојчиновски. Серена Вилијамс е на прагот да ја освои 24-та Гренслем титула во кариерата. На денешното финале во женска конкуренција Вилијамс нема да се бори само против противникот во името на Симона Халеп, туку ќе има задача и да се израми со Гренслем титулите со легендарната Маргарет Корт. Серена, за разлика од австраликата, има далеку поголема тежина со титулите на Вимблдон и нејзиното наследство на овој турнир остава сериозна трага.
Со евентуална победа над Халеп, денеска Вилијамс ќе ја помине и Штефи Граф по бројот на титули. Германката стигна до 7 и ќе стигне до само една од 9 на Мартина Навратилова. За разлика од ова, Маргарет Корт на Вимбелдон триумфираше само 3 пати, а незиниот успех главно се базираше на домашниот за неа Australian Open, каде што освои 11 титули, а по 5 додаде на US Open и на Ролан Гарос. Серена пак 7 пати беше успешна во Австралија, а по 3 пати во Париз и во Њујорк. Серена Вилијамс во моментов има 38 години и е најстариот финалистка и дамите во историјата на Вимбелдон. Од друга страна, Симона Халеп ќе биде првата романка која се појавила на завршниот меч на најпрестижниот тениски турнир на светот. Што се однесува до финалето во двојки, машка конкуренција, таму денеска за прв пат во историјата на Вимбелдон ќе се појават двајца колумбици. Тоа се Хуан Себастијан Кабал и Роберт Фарах, кои ја бараат својата прва Гранд Слем титула во кариерата. Наспроти нив ќе биде француската двојка Николас Махут, односно Едуард Роджер Вазелин. Махут тргнува по својата втора Гранд Слем титула откако триумфираше во 2016 година заедно со уште еден французин, Пиер Хус Хербер. Иако загуби во полуфиналето кај дамите од супериорната Серена Вилијамс, сепак Барбара Стрицова ќе игра в финале на годинешниот Вимбелдон. Таа денеска ќе биде дел од завршниот меч во женска конкуренција двојки, заедно со својата партнерка Су Веј Ксеј од Тајпеј. Противник е канадско-кинечкиот двоец Габриела Дабровски, односно Јифан Ксу. Со ова Стрицова ќе може да го поправи впечатокот на овогодинешното издание на Вимбелдон, на пласманот во самото сингл полуфинале беше незино најголемо достигнување на еден Гранд Слем турнир. Укринките на овој Вимбелдон се покажаа во одлично светло. Кај дамите во сениорска конкуренција Елина Свитолина стана првата представничка на оваа земја која играла полуфинале, а за жал таа го загуби мечот од Симона Халеп. Сепак, украинската приказна на Вимбелдон годинава ја продолжува Дарија Снигур, која во јуниорското женско финале ќе се обиде да ја освои титулата против американката Алекса Ноел. Снигур ќе биде петтата украинка која се појавила во финалето на јуниорскиот женски Вимбелдон, а токму Свитолина во 2012 година беше една од нив. Одиме понатаму со отвореното студио, мојот денешен гост Димитар Лабудовиќ. Ќе се навратиме на она што вчера, впрочем, беше најинтересно на програмата на 1 ТВ, тоа се полуфиналните надпревари во машката конкуренција. Новак Ѓоковиќ избори финална пресметка и ќе го брани тронот на Вимбелдон сега во надпревар против Роджер Федерер, кој успеа пак во мега пресметката после цели 11 години да повторно да се сретне со Надал и да успее да го помине за финална битка токму против Ѓоковиќ. Одиме прво со надпреварот на српскиот број 1 кој моментално е и број 1 на светот, прв фаворит и носител на овој турнир. Играше против Баутиста, Роберто Баутиста Агут, кој важеше за 23-ти носител на овој турнир. Му беше потребно време или 4 сета за елиминација на шпанецот. Имавме интересен расплет на овој надпревар, особено во третиот сет. Верувам тој беше и пресуден за победата на Ѓоковиќ. Да, пресудно, ајде да кажеме, го преломи мечот тој сет. Првиот сет помина доста лесно и едноставно за Ѓоковиќ, бидејќи се приметуваше дека Баутиста се уште стегнат под грч, прво полуфинале, централен терен, Вимбелдон, Ѓоковиќ како противник, се уште го немаше оној ритам кој што него го служи, ајде да кажеме, во текот на целата кариера со многу малку неизнудени грешки, лесни поени да ги освојува на еден свој начин, свој ритам има кој што целосно го држи, меѓутоа тоа не можеше да го најде на почетокот на мечот и брзо направи дупли брейк. Ѓоковиќ отиде првиот сет брзо во негова корист, во вториот сет Баутиста веќе покажа зашто е по полуфиналето, одигра еден фантастичен меч, брзо направи брейк, го држаше сервисот, имаше висок процент на сервис и мислам дека направи само 4 неизнудени во целиот сет, додека третиот сет беше токму оној што го споменавте, оној клучниот. Поготово беше клучен оној поен на 4-2, сервира Ѓоковиќ 15-40, 46. 44 разменети удари, што представува воедно и рекорд на 44 размени, еден страшен поен во кој што
повторно се виде големината на Џоковиќ и она психолошки Стабилност момент на и терен. стабилност, да он беше тој што ја повлече таа бекенд паралела во, мислам дека разменија сигурно преку 20 бекенд диагонали, он беше тој што потегна во тој поен и затоа го освои тој поен и после тоа све тргна во негова корист, оној моментум беше целосно на негова страна, доби уште поголема самодоверба и после четвртиот сет беше реално, ајде, она чиста формалност, го одигра онолку колку што треба, доволно за да го добие мечот. Така. Дали ова е врвот за Агут, бидејќи прочем овој полуфинален надпревар на Вимблдон е неговото најголемо достигнување кога се работи за Гранд Слем турнирите. Може ли повеќе овој тенисер? Не верувам. Кога против себе ги има оваа тројка како Надал, Федерер. Додека овие тројца се тука, додека ајде да јас искрено се надевам дека Мареј ќе се врати покрај сите тие повреди, дека Вавринка ќе биде у добра форма, дека Дел Потро повторно имаше операција ќе се врати. Мислам дека ова е оној врв што може да го направи Баутиста. Го секоја чест на неговата игра, он е долги години топ 30 играч, стигне до топ 20, меѓутоа вчера требаше да победи за да биде топ 10 прв пат во кариерата. Не се случи тоа, меѓутоа тоа е максимумот кој што може да го постигне и треба да му се симне буквално капа за тоа како го одигра, не само вчерашниот меч, него целиот турнир. Он одигра и мислам четврт финале на прошлиот Гранд Слем, тоа му беше прво Гранд Слем четврт финале, сега му е прво Гранд Слем полуфинале. Дај Боже да игра и прво Гранд Слем финале, меѓутоа мислам дека нешто треба премногу да се промени во светскиот тенис за овие тројца да не бидат таму кај што се. Така, а за можностите и максимумот на Новак Ѓоковиќ ќе одиме понатаму кога ќе го споредиме, впрочем, со финалниот меч против Роџер Федерер. Сега одиме со импресиите на двајцата тенисери, впрочем, по победата на Новак Ѓоковиќ, што имаше Новак да им соопшти на тениската јавност, исто така и Агут по овој негов рекорден полуфинален надпревар на Вимблдон и нормално очекувањето пак на Ѓоковиќ за финалето против Федерер. Мислам дека полуфиналето беше огромен предизвик за мене, но и за Баутиста. Загубив од него два пати годинава на различни подлоги, но идентично. Водев со сет и брейк, а потоа Баутиста се враќаше. И овој меч така почна. Поделивме по еден сет и третиот беше пресуден. Клучно беше ментално да го скршам неговиот отпор. Тој влезе во својата машина која е така силно константна со мали грешки. Луѓето го подценуваат, за прв пат играше полуфинале на Гранд Слем, но тој е постојано меѓу 15 најдобри во светот. Тој заслужи да биде тука. Последната година и пол многу напредуваше и подлогата му одговара. За мене е многу неизгоден играч, но нема играч против кого не сакам да играм, бидејќи свесен сум дека можам да победам секого кога сум на врвот. Ова беше добра подготовка за тоа што ме очекува во финалето. Федерер, знаеме сите колку е добар секаде, а особено тука. Комплиментите за оваа подлога и тоа како ја опишуваат неговата игра тука. Тој обожува да игра брзо. Не му дава шанса многу за размислување на противникот. Едноставно те принудува на се. За играчи можеби како Надал и како мене, изгледа како да имаме малку повеќе време. Играв со Роџер неколку епски финалиња тука пред неколку години во низа, така што знам што да очекувам. За мене е уживање да бидам на теренот во Вимблдон. Може би звучи клише, но тоа е мојата прва причина бидејќи навистина уживам. Се уште можам, имам поддршка од семејството. Секако се обидувам да испишам историја во овој спорт. Целта и амбициите ми се да освојам што можам повеќе Гранд Слем титули, а наредна цел е историското прво место кое и онака не е многу далеко. Мислам дека заслужив повеќе во третиот сет во полуфиналето со Ѓоковиќ. Третиот сет за мене беше најдобриот на мечот. Двајцата игравме многу добар тенис. Водев со 40-15 на 4-3, имав шанса за брейк. Навистина ова беше одличен момент за мене на мечот, но не успеав да го искористам, иако бев максимално фокусиран на играта. Секако, публиката сака добри надпревари. Тие сака добра борба на теренот.
Нормално е да бидат повеќе гласни кога е изедначен мечот. Моите пријатели наместо на Ибица ме изненадија со нивното присуство тука. Навистина ми беше многу мило што беа на трибината и максимално ме поддржа. Сега мислам дека заслужувам одмор. Ке имаме доволно време после сето ова. Дефинитивно ќе славиме на Ибица. Имавме претходно резервирано од четврток до недела. Сите знаевме дека мали беа шансите да се најдам во самата завршница на Вимболдон, да играм во полуфинале. Но тоа е спортот, навистина беше прекрасно. Секој искуство што го имам играјќи тенис ме прави подобар играч и подобро да продолжам понатаму. Премногу искуство добив од мечот со Ѓоковиќ, многу нови ситуации, многу емоции. Среќен сум за начинот на кој играв, среќен сум со постигнатиот резултат на овогодинешниот Вимболдон. Така е навистина импресивно, ниту самиот Баутиста Агут не веруваше дека може да игра полуфинале, па така и пред време си ја закажа ергенската забава на Ибица со пријателите, но откако увидоа дека Агут може и повисоко да стрела на овој Вимболдон, пријателите го почестија нормално со присуство на централниот терен, му дадоа максимална поддршка и секако ќе имаат време и да ја прослават неговата ергенска забава и, како што кажа повторно, на Ибица. Одиме сега со надпреварот, епскиот надпревар, кога во прашање се дуелите меѓу Федерер и Надал, тениска класика. Уште долго време, 42 пресметки чинам се одиграни до сега, така два надпревари не се од оние на екзибицијски надпревари. Сепак доволно традицијата вели Надал, иако има користи повеќе победи од Федерер, овој пат не беше така. Федерер успеа во 4 сета да го добие вчерашниот полуфинален надпревар, кој ќе подсетам по цели 11 години повторно се случи на Вимболдон. Фантастичен меч. За мене реално меч на турнирот до сега. Не знаеме какво ќе биде финалето, но мислам дека тоа темпо, тој интензитет што го изигра они двајца вчера е нешто совршенство у тенис. Кој не го гледал мечот од првиот до последниот поен, сигурно нека зажали, бидејќи тоа беше не знам, тенис од друг свет. Значи тоа беше нешто фантастично и мечевите Надал и Федерер се нешто посебно у светскиот тенис, кој што е во фудбал Реал Барселона или Милан Интер или не знам, еве во наше окружување Звезда Партизан, тоа е у светскиот тенис Федерер и Надал, и навистина ќе ни биде на сите драго што и ќе раскажуваме кога они веќе нема да играат тенис, дека сме живеели у ерата на Надал и на Федерер, и мислам дека да не ми се замерат навивачите на Џоковиќ, и јас лично сум негов фан и го знам од јуниорските денови лично, меѓутоа кога ќе сите тројца ќе отидат во пензија, ајде да кажеме, луѓето секогаш ќе зборуваат повеќе за мечевите Надал Федерер, како еден меч кој ги померува се уште границите во светскиот тенис. Многу повеќе ќе се збори за тој меч него за мечевите на Џоковиќ со било кој од нив двајца. Сега веќе да се наврата. Многу мина очекува вчера, можеби надпревар во 5 сета, многу мина очекува и повеќе можеби од Надал на овој надпревар, но Федерер спротивно тоа докажа дека е навистина, како што кажа, како што потроши зборови на него, неверојатен, фасцинантна игра и успева да го скроти и во 4 сета да го заврши овој надпревар. Голем дел од луѓето и тенисерите со кои што јас сум секојдневно во комуникација и тренери, сите мислевме, ова е мечот на Надал. И ќе гледаме финале Надал Џоковиќ и шанса на Надал да освои уште една Гренслем титула на Вимболдон. Меѓутоа, Роџер одигра еден фантастичен меч. Пред се одигра меч во кој што неговиот ретрн функционираше феноменално. Секој добар сервис на Надал
од другата страна доаѓаше уште подобар ретърн. Многу често Федерер ретърнираше длабоко под нозете на Надал, што му возможуваше наредната топка да ја добие централно и со неговиот форхенд да прави што сака, буквално да го отвара теренот, додека Надал буквално не се снајде во мечот. Дали му беше пребрз за играта, дали малци тон ритам има изгубено, бидејќи ги одигра претходните мечеви феноменално, без ниту една грешка. Одигра четвртфинале со изгубени 7 гема само. Меѓутоа, Федерер беше оној што ги доби сите клучни и битни поени во мечот. Имаше во вториот сет еден пад, евидентен пад во неговата игра, каде што Надал лесно излезе со него на крај. Меѓутоа, како почна третиот сет, се гледаше како од поен во поен ја качува играта, го качува нивото на игра, знаеше токму со секој поен, со секој удар што прави во играта. Многу често излегуваше на воле, имаше ситуации каде што лесно ги завршуваше поените, ретърнот функционираше феноменално, сервисот функционираше феноменално. Рафа не успеа да ја наметне таа негова игра со високи спинови, со многу отварање на теренот, да го движи Федерер по терен. Федерер остана доста блиску во теренот. Стоеше на основната линија, па дури играше и внатре во терен, што му возможи да ги фаќа тие високи спинови на Надал во кревање и да го притиска цело време. Бекендот му функционираше феноменално, нешто што против Надал, ајде да кажеме, не му одело секогаш толку добро. Меѓутоа Федерер одигра еден совршен меч. Ако треба на децата да им покажуваме лекција видео како се игра еден меч, онда ја би го извадил мечот на Федерер во оние прв, трети, четврти сет. Така, и сето тоа делуваше толку смирено, без емоции од страна на Федерер, за разлика од Надал. Секој добиен поен, тоа имаше начин како да го искаже. Прашањето ми е колку психата влие на теренот и во играта, бидејќи се работи за двајца тениски асеви на овој спорт и двајцата знаат и се свесни за својата големина, но колку психата да се одржиш на теренот и да не му дозволиш на противникот да ја препознае неговата слабост е значајна за еден ваков надпревар. Но они двајца се тотално различни играчи, каде што баш како што напоменавте, оној смирениот, сталожен е Федерер, каде што и кога буквално вчера не знам ни дали еднаш ка викна камон, него само ќе го видиме како ќе го протресе рекетот или ќе стисне тупаница во себе, и единствената емоција него беше после меч топката, кога крена раце и тоа е тоа. За разлика од Надал што ајде да кажеме на шпанска крв, по ватрено игра, повеќе емоции покажува. Секој добар поен знае како да го да се сам себе да се бодри. Премногу се знаат меѓу себе за да некој може да има предност. Меѓутоа баш се оние ситни детали, тие битни поени се оние кои го решаваат мечот. Рафа имаше 3-2 мини брейк во тајбрекот во првиот сет. Не успеа, Роџер одигра 2 фантастични поена, направи 2 мини брейка. Чи тие се оние ситни детали кои што не е повеќе, ајде да кажеме, веќе главата толку голем фактор, али се оние ситни. Да, и таму има многу глава, тие кратки, тие поени што се битни, 1-2 кои го решаваат мечот, да останеш смирен, да ги добиеш тие, да знаеш како да ги добиеш тие поени. Меѓутоа, за мене Федерер одигра навистина фантастичен начин. Така, додиме сега со импресиите од двајцата тенисери веднаш по нивната полуфинална пресметка, нормално и очекувањето на Федерер за финалето против Ѓоковиќ. Мечот стартуваше со тежок прв сет за мене. На крајот игравме обајцата добро во тајбрейкот. Мислам дека добро сервира во него, а плюс одиграв и неколку добри ретрн, односно серија на удари. Во вториот сет мој главен проблем беше тоа што сонцето ми биеше директно, мора да признаам. И ветерот имаше своја улога. Во тој момент во вториот сет Надал беше во елемент, а и мојот сервис не беше на потребното ниво. Добро е што можев да останам доследен до мојот план и до мојот начин на игра, и сервисот го подиграв на повисоко ниво во третиот сет. Мислам дека во финишот на мечот ги добив сите важни поени. Имаше неколку брутални во вистинска смисла на збор да размени во третиот и четвртиот сет, а имав и таа среќа да ги добијам.
Мислам дека тука беше клучната разлика на овој меч. Со оглед на фактот што на Вимбелдон имам одиграно многу мечеви, овој некаде при врвот мора да признам. Мислам дека против Рафа е секојаш екстра да се игра тука, особено што одамна веќе се немаме сретнато. Со сигурност ова ќе го сметам за еден од моите најомилени мечеви, затоа што е Рафа и затоа што е Вимбелдон во прашање. Во еден момент сфатив дека се ми оди од рака и тоа беше многу добро. Да, супер се чувствувам што за сега е готово, барем за сега. Сега наред е финалето против Џоковиќ и верувајте дека е идентично како и при мечот со Надал, кога против некого сте играле толку многу преку 15 пати. И тоа е релативно за кус период. Навистина нема што да наречете тајна. Во вакви случаи навистина се сведува на тоа кој има подобар ден во моментот, кој е во подобра ментална состојба. На крајот секогаш мора да има победник затоа што во овој спорт нема реми. Дали секогаш победува подобриот, тоа не можам да кажам. Ќе го кажам следново, ќе биде ѓаволски тежок меч. Мислам дека ова беше тежок меч за мене. Имав своји шанси. Мислам дека Федерер играше подобро од мене. Јас веројатно не играв така добро како на претходните мечеви на овој турнир, а Федерер очигледно го одржа нивото. Денеска тој заслужи да победи. Севкупно гледано неговиот ретрн на овој меч беше подобар од мојот. Јас не го примав топчето како што треба. А кога ќе се случи тоа, противникот е во предност. На тој начин противникот има контролата на мечот, а вие чувствувате голем притисок. Сепак дури и при ваква ситуација имав брейк во третиот сет, а потоа и неколку грешки во серија. Тоа беа клучните моменти од мечот. Потоа дури и заиграв подобро на крајот од мечот, но реално веќе беше доцна. Мојот бекхенд не функционираше како што треба денес. Премногу се фокусирав на тоа и затоа не размислав премногу на мојот форхенд. Кога ќе се случи тоа против Федерер, тој знае тоа да го искористи. Дали беше се ова поради стрес? Можеби, не можам да кажам точно. Во текот на целиот турнир играв добро, а денеска тоа не беше случај. Зошто? Веројатно затоа што Федерер играше премногу добро. Околу ривалството со Федерер, односно Џоковиќ, сум искоментирал мал милион пати. Да, добро е да си дел од оваа тројка која постигна толку многу во овој спорт и тоа во извременски период. Тоа тешко дека ќе може некогаш да се повтори, а еве како што гледате и се уште трае. Никој од нас не го кажал последниот збор. Продолжуваме понатаму, впрочем одиме со она што не очекува за 20 на минути на централниот терен на Вимбелдон. Тоа е женското финале меѓу Симона Халеп како седми носител на овој турнир против Серена Вилијамс. Исклучително интересен надпревар за следење, верувам дека и за еден осврт и анализа. Ќе биде интересен меч дефинитивно. Пред да влеземе во студио, вие ми рековте лесно Серена Вилијамс и вашите колеги. Јас не би се сложил со тоа. Пред се ќе биде интересен меч, но се ќе зависи од тоа како Халеп ќе го започне мечот. Така. Доколку, извинете што ве прекинав, доколку Серена го наметна оној нејзин ритам, цврст, агресивен ритам, со многу винери, со лесни поени, тогаш Халеп буквално нема шанси. И тоа го видовме со Стрицова во полуфиналето, каде што влезе буквално во онаа машина на Серена, каде што немаш никакви шанси. Она што јас да сум, например, на место на Дарен Кехил, кој што, ајде да кажеме сега, не е веќе официјален тренер, него е Даниел Добре од Романија. Меѓутоа мислам дека најголем дел од тактиката ќе ја спреми Кехил за овој меч е да прво Симона има што поголем процент на прв сервис, бидејќи доколку дојдете на втор сервис, сигурно Серена ќе ве притисне, да ја движи што повеќе по теренот и да се труди да одигра што повеќе оние долги поени. Бидејќи во кратките поени немате шанси против Серена. Значи што повеќе да ја движи, да ја фаќа, ние тоа тенисерите го викаме на крива нога, значи што повеќе да менува правец и тогаш има шанса Халеп. Бидејќи мечот на Серена ќе биде како да игра со зид. Халеп ќе ја враќа буквално секоја топка и сега треба Серена да го сруши тој зид. Дали ќе биде доволно само мотивацијата на Халеп, бидејќи досега има само освоено една Гренслем титула во едно атакувана историска Вимбелдон?
титула за разлика од една Серена која веќе брои 23 Гранд Слем титули и 7 од овој турнир. Пред се кај Халеп ќе биде оној почеток битен. Значи како она ментално ќе биде спремна за влезот во мечот. Морате да останете со Серена блиску во првите 5-6 гема, да биде 2-2, 3-3, 4-4, онда да имате шанса да направите некој брейк во подоцнежниот дел од сетот за да може да направите некој подобар резултат против неа. Истото се случи и во Австралија Open оваа година во нивниот меч, един сетот што го зема Халеп беше 4-4, онда брейк за 5-4 па сервис на Халеп го зема сетот. Голема улога има нивниот head-to-head меѓусебен скоре 9-1 за Серена. Серена е буквално како Роџер дома на централниот терен, атакува на таа 24-та титула да се израмни со Маргарет Корт. Има многу рекорди кои ги има срушено, има рекорди кои што ги сака да ги сруши. Претпоставам дека тоа ќе биде мотивацијата на Серена да има 1+ Гранд Слем од Маргарет Корт, а веќе за 20 минути е незината прва шанса и мислам дека би дала све да го освои овој турнир. Така, покрај рекордот на Корт, атакува и на 8-ма Вимблдон титула, со тоа ќе гурне и рекордот на Навратилова, која моментално ја дела тоа на лидерска позиција кога во прашање се титулите на Вимблдон, но воедно Серена и најстарата учесничка во финале на Вимблдон. Уште колку може оваа тенисерка? Уште колку може да им задава мака на овие младите тенисерки? Јас мислам, како што кажав, дека ќе игра додека не направи една Гранд Слем титула повеќе од Маргарет Корт. Мислам дека тоа е незината цел и дека тоа ќе пре или касниот тоа ќе го направи. Мислам дека и денеска има убава шанса да го освои турнир. Јас лично сум голем фан на Халеп и се надевам дека може да ја освои својата Гранд Слем титула тука, прва на Вимблдон, втора вкупно после лани Ролан Гарос, и се надевам на еден интересен меч на вистина, дека гледачите ќе уживаат за разлика од оние два полуфинални меча кои беа се на се 2,5 сати. Двата се надевам дека денеска ќе гледам еден интересен меч со, јас лично ако можам да кажам, со симпатии поголеми према Халеп, па да Халеп да го освои Гранд Слем. Така, ќе видиме колку, впрочем, и вашите очекувања ќе бидат такви после овој натпревар, верувам уште едно влегување по финалето, а сега да одиме со импресиите од двете тенисерки пред нивната денешна финална пресметка на Вимблдон. Со оглед на фактот што има играно против Стрицова многу пати, знаев каков меч ќе биде ова. Со доста долги поени, со доста интензитет. Таа играч која не се откажува од ниту еден поен и е многу тврдоглава, што се вели. Затоа мораше да бидам сконцентрирана и присутна за секој поен. Играв во минатото многу мечеви против Серена Вилијамс и многу од нив беа резултатски и играчки тесни. Во овој момент, мислам дека имам реални шанси да победам доколку играм со неа во финалето. Респект за се што има постигнато во кариерата, но во моментов се чувствувам ментално доволно силна за да и се спротиставам. Таа од друга страна е инспирација како за мене, така и за многу други тенисерки кои се обедуваат да успеат. Јас лично од секогаш сум ја почитувала и Жестин Анен, која исто така има Вимблдон титула. Конечно, не сакам да се фокусирам на тоа што Серена прави, односно како неа да ја сопрами нејзините сериозни силни удари. Туку повеќе се фокусирам на она што можам јас да направам со мојата игра. Има некои детали на кои сакам да поработам и во финалето да ги подобрам. Сепак јас сум во финалето. Мојата цел ја остварив и не сакам да си создавам никаков притисок. Со годините научив многу подобро да играм на трева. Едноставно станав поискусна. Знам како во принцип ќе отскокне топчето. Знам како да се поставам со телото, со нозете, што е многу битно за оваа подлога. Навистина не знам како успевам да играм голем број полуфиналиња и финалиња, откако се вратив на теренот по станувањето мајка. Едноставно чувствувам дека можам да се носам со надпреварите и дека играм доста добро тука. Не мислам на бројките, не мислам на тоа дали ќе освојам 24-та Гранд Слем титула.
Едноставно излегувам на теренот да го дадам најдоброто од мене. Без разлика што ќе направам, јас секогаш ќе имам одлична кариера. Не се сеќавам многу на финалето минатата година, но знам дека бев многу уморна, а Кербер играше неверојатно. Всушност, бев тажна, но исто така и горда на себе. Немаше никакви шанси да го добијам тој меч. Направив се што можев. Се сеќавам после тоа, тренирав и тренирав да бидам психолошки повеќе подготвена. Сега се е поинаку. Во битката за титулата имам импресивен противник. Очигледна е издржливоста на Халеп. Нејзината способност за играње тенис на високо ниво. Не смеам да ја потценам. Таа е мала велесила. 2 години поред завршуваше на првото место. Чувствувам како да се враќа повторно. Таа сака да докаже дека може да го стори истиот успех. Се сеќавам на нашите меѓусебни средби и единствениот пораз од неа. Тогаш играше неверојатно. Тоа ми дава за право да бидам внимателна за да не го стори истото. Мора да бидам подобра од тогаш. Така, видовме свесни се и двете тенисерки за нивните квалитети, а воедно и предности на овој финален надпревар. Двете се очекува да излезат на централниот терен веќе за некои 5 минути, точно во 15 часот. Лабудовиќ, за кој мислиш дека повеќе публиката на централниот терен ќе ја даде поддршката меѓу овие две тенисерки? Генерално, публиката секогаш е за, ајде да го кажеме, аутсайдерот. Вимболдонската публика е многу, да кажеме, културна публика и знае да го процени добриот потек, добриот поен, добриот удар и знае да го награди со еден добар аплауз и со оние standing ovations, што би рекле на англиски. Не знам, искрено, јас се надевам дека ќе бидат на страната на Халеп, пошто јас сум на нејзина страна. Меѓутоа, една реакција на еден од играчите може да ја сврти публиката на една или на друга страна. Ако паметиме финалето на US Open минатата година, сите оние, ајде да ги кажеме, проблеми кои ги направи Серена Вилијамс со судијата Карлос Рамос, па дури и публиката во Њу Јорк ја свртија против нејзе и свиреа и на крај се случи тоа што се случи, нешто што реално во светскиот тенис не би требало да се случува. Ќе биде интересно да видиме секако како и играчите ќе имаат интеракција со публиката, со кревање на раце, после добри поени, со бодрење на самите себе, меѓутоа мислам дека тоа во овој меч ќе изостане, бидејќи ќе биде целосен фокусот на играта, на наредниот поен, како да се освои на наредниот поен, да земеш повеќе поени од противникот, да ја совереш еден гем, па гемот оди во сет, двата сета носат Гранд Слем титула. Така, верувам дека не би требало да ги кријат емоциите на централниот терен. Почитувани, ви препорачувам доколку сакате да гледате на вистина женски извонреден тенис, останете на фреквенцијата на 1 ТВ. За кратко следува преносот од финалето меѓу Симона Халеп и Серена Вилијамс, а низ преносот ве водат колегите Дамјан Николовски и Бранко Илиевски со Димитар Лабудовиќ. Се враќаме во студио веднаш по финалето. Почитувани, добродојдовте назад, отворено студио Вимболдон 2019, веднаш по женското финале меѓу Симона Халеп и Серена Вилијамс. Изненадувачки, Халеп успеа да стигне до својата прва титула на Вимболдон и тоа за рекордни 58 минути. За неполн час успеа Халеп да ја фрли на колена големата Серена Вилијамс, да не ѝ дозволи да дојде до својата 24-та Гранд Слем титула, со тоа да се изедначи со рекордот на Маргарет Крофт. Сепак Халеп пак дојде до втората само Гранд Слем титула во својата кариера, историска прва на Вимболдон.
на 2 пати по 6-2 за неполн час, на вистина неверојатно, иако можеби пред да почне овој натпревар очекувавме многу потврда и потешка игра на двете страни, можеби за нијансе ја фокусиравте или и дадовте предност на Халеп, но не вака лесно. Токму така, изненадувачки брз меч за мене. Не знам што се случи со Серена. Буквално Делуваше како да не игра финале. Немаше ни некакви емоции, токму смирено го поднесе сиот. Не можеме товар да речеме, бидејќи немаше некој товар, лесно го предаде мечот и навистина покажа тотална немоќ на овој натпревар против Халеп. На Серена и се случувале вакви мечеви во минатото, каде што буквално не може, што ние со тениски речник го кажуваме, не може да се спои со топчето. Никаков ритам во целата игра, премногу грешки. Мислам дека јас, гледајќи го мечов, не ја сватив тактиката на Серена Вилијамс во овој меч. Буквално имаше некои поени во кои што таа повеќе пробуваше да го отвори теренот преку форхендот на Халеп, па да ја притисне во другата страна на бекенд и да дојде на воле кај што би можела да ги заврши тие поени. Меѓутоа и кога ги одработуваше, одигруваше тие комбинации, да кажеме, моментот кога ќе дојдеше на воле, тотален дефокус, да кажеме, и не успеваше да ги заврши тие поени. Додека пак, како што разговаравме пред да почне мечот, Халеп буквално одигра се по книга. Одигра еден фантастичен меч, со многу малку грешки, со целосна концентрација, со точно знаеше што сака да направи, дека треба да ја натера Серена да одигра еден удар повеќе. И тоа го направи феноменално, затоа кажува и статистиката, што Халеп има само 3 неизнудени грешки. Вие да победите Серена Вилијамс, можеби во историјата најдоминантниот играч физички збориме, и да направите само 3 неизнудени грешки е нешто спектакуларно. Халеп одигра еден зрел меч како да оне всушност Серена каде што има 20 и неколку Гранд Слема, каде што да има и одиграно многу вакви мечеви, каде што покажа дека е конечно зрела за големи резултати. Он е 27 години, сега 28 оваа година, тоа е таа, ние што велиме, тениска зрелост. Он е во најзрелите тениски години и одигра баш таков меч. Сите можни статистички податоци, еве сега ги гледам во моментов, се на нејзина страна, освен освоени поени на втор сервис, во кој што Серена има 7 од 15, односно 47%, а Халеп има 5 од 11, односно 45. Сите други можни статистички податоци се на нејзина страна, 4 од 5 брейк топки, погоден прв сервис, освоени поени на прв сервис. Неспоредливо е во неизнудените грешки Халеп 3, Серена 25. Тоа најмногу можеби говори како тука е она што го разговаравме пред да почне мечот, дека играте со зид кога играте со Халеп. И доколку не ја надјачате физички, многу тешко ќе го добиете мечот. Серена не успеа во тоа, направи премногу грешки, Халеп врати невозможни топки. Халеп има, еве како за една ваша податок, има 380 метри истрчано во овој меч, за разлика од Серена која има 333. 50 метри во тенис се многу, изгледаат многу малку, меѓутоа во тенис се многу и се гледа по овој нов статистички податок кој го има во последнава година, се гледа всушност која водел играта. Дека Серена била таа што повеќе водела играта, Халеп дека трчала, меѓутоа Халеп истрча на вистина
навистина фантастично и секоја чест за овој меч и не само за овој меч, него за целиот турнир. Излишно е да ве прашам што беше пресудно, бидејќи Халеп константно играше добро во овој натпревар, но оној почеток и оние 7 минути со кои дојде до 3 гейма. Можеби овој страшен брз почеток и супер ефикасен тенис беше доволно за концентрацијата на Серена Вилијамс да се турне уште на самиот старт и тоа е можеби што влијаеше и за понатамошниот тек. Токму така, Серена имаше 8 неизнудени грешки во првите 3 гема. Спор старт ние го велиме во тенисот, доста споро стартуваше, доста апатично, без некоја динамика, немаше агресивност во нејзината игра, додека Халеп уште од првиот поен, уште кога стана од столчето после загревање, беше цело време динамична, цупкаше, се бодреше од првиот поен, токму знаеше што сака и како сака да го одигра овој меч и на вистина ова е меч кој што на другите играчи би можело да им служи како водич како да ја победите Серена. Да, верувам дека ќе имаат простор и шанси останатите тенисерки, бидејќи сигурно после ова нема да и падне на памет на Серена можеби да се пензионира, иако после еден ваков натпревар за многумина ќе значи нели и некое зелено светло за нешто поинако, бидејќи Серена знаеме има 37 години, но нејзината амбиција до рушење на овие рекорди што ги спомнавме на почетокот, верувам нема да и бидат пречка и да и се сруши надежти за понатаму. Веруваме дека Серена ќе продолжи со тенисот, а верувам дека и многумина после овој натпревар на Симона Халеп поинаку ќе гледаат кога ќе се сретнат едни против други, барем оваа година. Најпрво за Серена нема шанса, јас мислам она да каже стоп на тенисот се додека не го освои тој 24-ти Гранд Слем. Како што разговаравме днеска, да има еден повеќе од Маргарет Корт. Мислам дека тоа е нејзината цел, дека тоа нејзе ќе исполни и дека мислам дека длабоко во себе сака да стане мајка Гранд Слем шампион. Бидејќи од кога стана мајка ги губи финалињата во Гранд Слем финалињата, така да искрено и јас би сакал што подолго да трае, бидејќи Серена е една единствена и е пример и за многу помлади генерации, како што во машкиот тенис е Федерер, Надал и Џоковиќ, оние што ќе ни фалат кога ќе прекинат да играат тенис, тоа ќе биде Серена сигурно. Нејзиниот дух, нејзината борбеност, без разлика што денеска тоа не го покажа, имаше одредени реакции, ајде да ги наречам на позитивен наплив на емоции на почетокот на вториот сет, кога се уште мечот беше 1-1, 2-2, така да се надевам дека уште долго ќе трае и ќе игра додека Серена, Симона Халеп е излишно да се каже дека сега ќе ја гледаат другачие. Она беше 2 пати на крајот на годината број 1 на свет, толку недели беше прва, има освоено Ролан Гарос, има многу големи турнири играно и финали ни освојувано, толку многу титули на ВТА турот, долго е во тенисот и ако беше почитувана со освоената Ролан Гарос титула, сега како победник на Вимболдон, тоа уште малку повеќе ќе искачи на скалилото, бидејќи Вимболдон е сепак нешто посебно, не потценувајќи ги другите Гранд Слем турнири. Така, но сепак убаво е и фантастично е кога знаеме дека една Серена Вилијамс не важи за непобедлива, тоа го докажа Халеп, а со тоа им даде мотив плюс на сите останати тенисерки дека може да се носат ако цврсто веруваат во својата игра, ако напорно работат за успех, може да ја победат една Серена Вилијамс. Никој не е непобедлив. Тоа го докажа многу играчи, не само во женскиот дел од турнирот, и овој турнир, и претходните турнири, исто и во машка. Значи,
Ако вие верувате, ако имате добар план за тој еден меч, ако за пред турнирот напорно сте работеле и сето тоа еден ден ќе се исплати. Јас тоа и на моите играчи им го велам дека еден турнир, еден пораз не те прави нити играч, нити те бутка надоле. Тенисот е таков спорт во кој што секој понеделник вие имате шанса, секој понеделник почнува нов турнир. Секој понеделник е нова шанса за некој подобар резултат. Овие големи ВТА турнири, ATP турнири се и на поголемо временско растојание, меѓутоа вие имате можност за освојување на ATP и на WTA поени буквално секој нов понеделник. Така да нема непобедливи, само треба работа, само треба желба и буквално секој да си играч млад, постар, небитно, сениор, юниор, да си има своја цел и цел со која што и ќе легнува, и ќе станува са бајле, и ќе оди на тренинг и таа цел верувам дека ќе се оствари. Така, Халеп е на добар пат, како што кажавте, да се врати можеби на првата позиција до крајот на оваа година, иако после овој историски гренслем за неа на Вимблдон, веќе од понеделник че нам треба да се искачи на четвртата позиција на ВТА, но до крајот на годината има уште голем број надпревари и турнири, особено и US Open. Доколку Халеп прикаже тенис како што видовме на овој турнир и во наредниот период, може да се очекува дека до крајот на годината Халеп ќе застане на врвот? Зошто да не? Јас верувам дека Халеп може да се врати повторно на број 1 позицијата. Халеп го освои, условно кажано, за неизен најтешкиот гренслем. Значи, требате подлога која што неизен најмалку и одговара, бидејќи е најбрза, незината игра не е доволно адаптирана за таа подлога, меѓутоа сега сите не демантира со тоа што го освои овој гренслем. Јас искрено се надевам дека она веќе играше едно финале на Австралија Open. Не сум сигурен кој е нејзиниот најдобар резултат на US Open, меѓутоа мислам дека ако продолжи вака напорно да работи, дека има шанса да го освои оној кариер Grand Slam што се вели да ги има сите 4 Grand Slam турнири во своите витрини дома, и дали ќе биде прво место, јас искрено гледам шанса. Не знам точно колку бодови брани до крајот на оваа календарска година, меѓутоа сега следуваат турнири на хардкорт, односно на тврда подлога, каде што она се осеќа генерално удобно и може да ги игра тие турнири. Доаѓаат два премиер мандатори турнири кои имаат вкупно 1000 бодови по турнир, значи тоа се 2000 бодови плюс 2000 бодови има US Open нуди кај за освојувачот, потоа има таа азиска турнеја што викаме, и на крајот е Мастерс турнирот за најдобрите 8 во Сингапур. Така да Халеп има реално шанси. Ова нејзина победа ја закува, односно и даде заплет на ВТА трката за прво место оваа година, и навистина ќе биде доста интересна година до крајот да видиме кој ќе биде прв на WTA. Так. Тука ќе направиме мал пресек за рекламен блок, а потоа се враќаме со уште малку една кратка анализа што понатаму од Вимблдон. Се враќаме назад во отвореното студио. Ја добивме Халеп како победничка на женското финале во Вимблдон против Серена Вилијамс, и тоа лесно во 2 сета за само 58 минути 6-2. Халеп вечерва сигурно ќе слави за оваа голема победа, бидејќи е прва во незината кариера на Вимблдон, а само втора кога во прашање се Гранд Слем титулите. Одиме сега малку накратко да прокоментираме и за машкото финале во дубл конкуренција, што туку стартува. Имаме историско финале за двајца колумбијци Кабал и Фарах.
наспротивната страна се двоецата од Франција, Мау и Вазелан. Интересен меч пред се за Николас Мау. Он најави пензионирање и ова е, колку што јас знам, е последниот меч во неговата кариера и е навистина еден убав начин да се пензионира еден играч, а тоа е Гранд Слем титула, па и да не биде титула и да го изгубат мечот, ипак е Гранд Слем финале во двојки, конкуренција во која што он има далеку повеќе успеси, Гранд Слем неколку пати беа Гранд Слем шампиони. Еднаш на памети со истиот двоец паметат една Гранд Слем титула. Има он Гранд Слем титула со Ербер на Ролан Гарос, ако не се лажам. 2016. Би бил убав, ќе биде интересен меч дефинитивно, бидејќи Кабал и Фарах се специјалисти за двојки, они не играат воопшто сингл, колумбијци се играат долго време заедно, дублот е навистина динамична игра, поготово машките двојки каде што има многу интересни поени со многу волеи, многу смеч, лобови и најразлични комбинации. Исто како што е и синглот интересен, така се и двојките, меѓутоа знам дека предпоставувам централниот терен ќе биде далеку помалку исполнет за време на овој меч него на мечот Серена и Халеп, така да ќе биде интересен меч. Тука не би прогнозирал, меѓутоа за добра пензија јас би му посакал една последна Гранд Слем титула на Николас Мау. Така, покрај ова машко финале во дубл конкуренција, денеска се игра и женското. Барбара Стрицова има шанса, откако не успеа во полуфиналето, беше спречена во сингл конкуренција, денеска има шанса заедно со Су Веј да ја нападнат ова Гранд Слем титула во дубл конкуренција против Дубровски. Исто така уште една интересна за анализа двојка и финале кога станува збор кај женскиот дел од турнирот. Да, Стрицова е добар играч во двојки и ми е навистина драго да ги гледам играчите кои што имаат одлични сингл резултати да играат, да не го запоставуваат и играњето во двојки. Стрицова е една од тие играчи која што долго време е топ 10 на ранглистата на играчи во дубл, направи феноменален успех во сингл, ако успеат да го освојат и се, по моје мислење, огромни фаворити заедно со Ксие против Дабровски и кинескињата Ксу. Мислам дека ова ќе биде дефинитивно Гранд Слем за паметење за Стрицова и дека ќе остане во едно долго сеќавање овој Вимблдон 2019. Така, сето тоа и оди во корис, бидејќи збориме за една тенисерка која е на 33 годишна возраст и за прв пат играше едно финале на Вимблдон, сега има и шанси за една Гранд Слем титула во двојки. Кога сме кај двојките и женскиот тенис, денеска да подсетиме дека Илина Ѓорчевска, вие сте и личен тренер на нашата најдобра тенисерка, исто така игра финале во двојки. Да, во моментов игра двојки финале во Билбао, еве додека сум тука и да проверам првиот. Стартуваше на превара, да, така. Првиот сет го земале Лина и незината партнерка Анастасија Комардина од Русија со 6-3, вториот сет е 1:1. Се надевам дека има шанси Лина да се врати Лина да го освојат овој турнир, бидејќи се знаат долго со Комардина, имаат во претходните неколку недели веќе освоено 2 турнира, еден во есен Германија, еден во Минск, играа заедно финале во Истад во Шведска и еве овдека уште една шанса за нова титула, што би значило и нов скок на ранглистата на ВТА во двојки, каде што Лина го имаше 108-то најдобро место, ако биде се во ред и го освојат турнирот, што најискрено се надевам дека ќе го направат тоа, ќе се качи сега околу 340-то место, бидејќи Лина го изгуби покрај
од кога се повреди, не играше двојки и го изгуби ранкингот во дубл и за околу 2 месеци стигна до 300-то место на WTA, што е одлично и се надевам дека во иднина ќе продолжи, дека повторно ќе ја видиме Лина у оние топ 200, па дај Боже и топ 100. Така, после овој турнир за каде ќе подготвувате грческа? Лина сега има една турнеја од неколку турнири, веќе од понеделник оди во Баја, тоа е место блиску до Сегет во Унгарија на турнир од 25.000 долари награден фонд. Наредната недела, значи тоа доаѓа од 22 јули, оди во мало место до Катовице во Полска на турнир, така да има 3 недели врзани турнири и ќе видиме има еден турнир во WTA во Латвија, нов турнир што се игра во Јурмала, она е пријавена за квалификациите. Сега за сега е во алтернативи, не е влезена во квалификации, но ќе видиме има уште 2,5 недели до почетокот на тој турнир и се надевам дека доколку влезе во квалификациите дека ќе игра на тој турнир. Така. Бидејќи сме при самиот крај од ова отворено денешно маратонско студио кое прашање е Вимблдон, мора да најавам нели за утрешното големо финале на машкиот дел од турнирот каде Новак Ѓоковиќ ќе се обиде да го одбрани тронот ни помалку ни повеќе туку од Роџер Федерер. Една кратка ваша анализа што може утрете да се очекува од ова машко финале. Сигурно некако денешното кај дамите за само 58 минути. Краток меч нема да биде сигурно, ипак се тоа 3 добиени сета, играат едни од најголемите играчи во историјата на нашиот спорт. Не знам колку е во моментов добро да предвидуваме на кого му се шансите поголеми. Беше и Рафа огромен фаворит според многумина вчера. Видовме што се случи, Роџер одигра еден фантастичен меч. Ако Ѓоковиќ би бирал и вчера кога го гледал мечот, дали би сакал да игра против Федерер или Надал, јас сум сигурен дека би го испрал Федерер. Бидејќи е за него полесен играч, условно кажано полесен играч, бидејќи пак е тоа Федерер, не може да е. Меѓутоа неговата игра на Федерер со тој еднорачен бекен, со тие слајсови, далеку повеќе му одговара на Ѓоковиќ него високите спинови, ширењето на теренот што го прави Рафа Надал со неговиот форхенд. Ќе биде интересен меч, дефинитивно не треба да се пропушти тој што пропуштил вчера Федерер, Надал пропуштил многу, нека не пропушта и тоа што ќе се случи утре, дека ќе биде 3-0 нема да биде сигурно. Јас би сакал, а и сигурно и сите гледачи, оние неутрални, еден долг 5 сати меч во 5 сета, да се паметат, бидејќи пак е ова Гранд Слем финале на Вимблдон, каде што сите очи се вперени токму во тој меч, во тие два играча и ако се осудив да кажам дека сакам Халеп да победи, утре не би се осудувал кој ќе го победи мечот, меѓутоа сепак тоа ќе биде уште еден извонреден меч, па ќе оставам и утре кој ќе биде во студиото со вас пред мечот да го анализира целиот тој меч. Тука ќе ви се заблагодарам сепак за вашето денешно одвоено време, за вашата исцрпна анализа и осврт на станите кои впрочем и вчера се случува и денеска. Ние траевме денеска подолго од финалето кај дамите, подсетувам Симона Халеп, лесно и убедливо на 2 пати по 6-2 ја доби Серена Вилијамс во големото финале кај дамите. Симона Халеп за прв пат го освои трофеот на Вимблдон, тоа е нејзина втора само ВТА Гранд Слем титула во кариерата. Останува почитувани да ви се заблагодарам и на вас за одвоеното време, нормално и за вниманието. Ќе ви се заблагодарам и ви препорачувам да останете со програмата на 1 ТВ, а утре последниот ден или 13-тиот надпреварувачки ден е резервиран за големото финале на машкиот дел од турнирот, а таму се среќаваат Новак Ѓоковиќ и Роџер Федерер. Ако ништо друго, сигурно ќе ви понуди повеќе забава од денешното финале кај дамите. Ве поздравувам.
a second, it seems another player is coming to Solveig's rescue. It's Novak Djokovic. Now this is truly unbelievable. Now the referee will give his verdict. It's in! Game is on again.